Уште една атракција во главниот град, овој пат во центарот на градот. Во моментов јас се наоѓам на улица Македонија пред црквата Свети Константин и Елена, која што е во завршна фаза. Како што може да забележите, орнаментите на фасадата се веќе готови. Црквата ќе има 5 златни куполи, една главна и 4 споредни. Исто така ќе има една од највисоките камбанари во Македонија во висина од 50 метри. Црквата ќе има исто така и ќе има и 12 звона кои што ќе се така поставени на тој начин што ќе произведуваат различни мелодии како за празници, така и во неделата. Како што спомена и ти, изградбата на оваа црква започна во ноември 2012 година и првобитно црквата требаше да се гради на плоштад Македонија, меѓутоа поради негодување на граѓаните, нејзината локација беше овде на улица Македонија. Всушност станува збор за храмот Свети Константин и Елена, кој што беше оштетен за време на земјотресот во 1963 година, а потоа беше миниран за на негово место денеска да го имаме градскиот трговски центар. Имено се очекува црквата да биде готова до крајот на годината, така да верувам сега во завршна фаза, меѓутоа кога ќе биде готова, ќе биде неизоставен дел од посетата на сите домашни и странски туристи. Црквата Светилија, која што датира од 19 век во Дојран, таа ќе биде обновена и отворена на патрониот ден на Дојран. Нашите колеги од Дојран подготвија прилог на оваа тема, па предлагам да го проследиме. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска беше во посета на општина Дојран, каде одржа работна средба со градоначалникот на општина Дојран Ворче Стамов, градоначалникот на општина Валандово Никол Чечурлиновски и директорот на Завод и музеј Струмица. Целта на нивната средба беше да се запознаат со одредени проекти кои се реализираат овде во Дојран како дел од програмата на Министерството за култура. При посетата на црквата Свети Пророк Илија во Дојран, министерката изрази огромно задоволство за реализирањето на проектот за реставрирање на оваа црква, на која се работеше неколку години. Според Канчевска-Милевска, црквата е дел од богатото културно наследство на Дојран и нејзиното реставрирање има посебно историско значење за Дојран. Сите останати фази се целосно завршени, како што кажа, системски археолошки истражувања, конзервација, реставрација на источните ѕидови, значи на црквата, и надворешно, и внатрешно, така да можеме да почувствуваме една прекрасна акустика, која што е карактеристична за самата црква и се надевам дека овде и до сега се одржувала многу настани и во иднина. Има прекрасен простор и галериски на горниот дел од површината, така да во соработка со Македонската православна црква се надевам дека ќе се искористи и тој простор. За 5 ноември јас се надевам дека на денот на општината црквата ќе си го врати својот и автентичен сјај и својата функција за која што и ќе биде наменета. Сакам исто да информирам дека Дојран оваа година е град на култура, така да јас сакам да истакнам дека овој пиетет Дојран го доби се со цел на огромниот туристички потенцијал кој што го поседува, како и се разбира и на културното наследство. И покрај тоа што Дојран е град на култура и оваа година се фокусирани голем број на културни настани, голема, морам да кажам, богата културна понуда. До сега, како што ми информираше градоначалникот, над 100 културни настани се реализирани, има огромна посетеност. На средбата градоначалникот Стамов истакна дека е задоволен од поддршката која континуирано ја добиваат од Министерството за култура за реставрација на црквата, но и за реализирање на многу културни проекти и дека освен туристичкиот потенцијал во Дојран се препознава и културното и историско минато. Еве со завршувањето на работите околу реконструкцијата на црквата, најавени се низа нови проекти, односно препознаено е културното и историското минато на Дојран и освен туристичкиот потенцијал кој го има Дојран и во кој инвестираме многу во минатите години, се отвара една нова перспектива или нови содржини пред се интересни за посетителите и туристите во Дојран, кои во иднина ќе бидат изработени и ќе бидат мощни, атрактивни во Дојран пред се импозантната црква Светилија.
Според директорот на Завод и музеј Струмица, на реставрацијата на оваа црква интензивно се работи неколку години, а во 2010 година овде се пронајдени археолошки наоди кои укажувале на тоа дека овде порано имало друга црква. Министерката изјави дека Дојран заслужено се здоби со титулата град на културата бидејќи има голем вистински потенцијал и богато културно наследство, бројни настани, богата културна понуда. Исто така истакна дека како град на културата оваа година Дојран на посетителите им понуди на вистина богата културна програма со многу настани. Комплетната реставрација на црквата се очекува да биде готова до 5 ноември, а градоначалникот најави и изградба на наколна населба на вода која ќе даде автентичен белег на Дојран.